Ниту намалените маржи на производите, ниту ветувањата од власта дека работеле на ублажување на ценовниот шок не може да ги намали цените на производите кои веќе заминаа и до плафон. Бизнисмените потврдуваат дека реалното поскапување стасало и до 100%, а од владата лежерно од височина само анализираат без да конкретизираат. Од Бизнис конфедерацијата на Македонија за Алфа велат дека ако државава не покаже сериозност, ништо живо не може да помогне во ублажување на скапотијата која народот го доведува до питачки стап. Цената на еден производ и на една услуга не се состои само од маржите, па за да може да драстично да се влијае на производот, туку има и одредени трошоци кои го прават целокупниот износ на еден производ. Така да, без оглед на добрата намера за замрзнување, намалување, контролирање на маржите, трошоците за производство се зголемуваат. И со замрзнатите маржи на трговците цените на производите ќе одат нагоре, алармира бизнис секторот. Според нив најавениот антикризен пакет за помош на стопанството и граѓаните бил задоцнет и тешко е дека ќе има некаков видлив ефект. Оваа грешка, така ќе ја наречам, или превид, е направен во моменти кога можеби и не се очекуваше толку многу голем удар од околните енергетски капацитети, суровински капацитети. Иако министерот за економија Крешник Бектеши уште пред неколку месеци најави проширување на листата на производи чии маржи ќе се замрзнат, од владата сега вела дека се уште немало одлука за такво нешто. Иако државата ги намали трговските маржи за дел од прехранбените производи, тие наместо да поевтинат, поскапуваат. Граѓаните се прашуваат како ќе го издржат овој тежок период, затоа што, како што велат, не очекува тешка есен и уште потешка зима. Ценовниот шок од ден во ден се повеќе се чувствува, се жалат граѓаните и се плашат дека не чека зима каква што не сме виделе. Само државната статистика потврди дека за една година августовските цени кај храната пораснале за на 25%. Најмногу, односно на 46% поскапело маслото за јадење, потоа лебот за 44%, сирењето и јајцата за 27%, а месото за 23%. Во маркетите килограм мелено месо стаса и до 350 денари, свинското 450, додека говедското месо надмина 600 денари за килограм. Според Сојузот на синдикатите на Македонија, минималната кошница во август за едно 4-члено семејство изнесува 48.200 денари. Оттаму се пожалија дека се повеќе работници работат и за жал, како што велат, не може да ги обезбедат основните прехранбени продукти.